На улиците во градот Скопје во моментот имаме преку 5000 такси возила. Градот има издадено 2400 изводи од лиценци. Во Агенцијата за вработување има 5 пати помалку вработено автотакси возачи. Затоа што низ градот возат такси возила не унифицирани, не лиценцирани, без таксиметри, непријавени такси возачи, наплатуваат на одредени такси станици како што е транспортниот центар, клиника и Битпазар, наплатуваат по 2-3 пати поголема сума од реалната. Такси станиците се преполни, бидејќи не се предвидени за толку многу такси во градот. Имаме непријавени таксисти, меѓу кои многу пензионери. А од тие пензионери имаме војни лица, имаме пожарникари, најмногу бројни се пензионерите полицајци, кои застануваат каде што сакаат, бидејќи нивните колеги сигурно нема да им пишат. Го попречуваат сообраќајот покрај пензијата, значи и дополнително работат, без да плаќаат и донеси. Со тоа наштетуваат на угледот на такси дејноста. Драстично ја намалуваат работата и заработувачката на таксистите кои регуларно си работат и си плаќаат придонеси. Значи, постојано укажуваме дека треба да се расчисти со нелојалната конкуренција, ама за жал таа зема замав. Имаме закони, имаме одлука на град Скопје за такси превоз, имаме правилник за посебно технички експлоатациони услови. Значи, сите тие прописи со години наназад заеднички ги договаравме институциите и таксичинителите, каде што покрај групацијата беа и синдикатот на таксисти и оние сега што се кажуваат нели како легални таксисти, заеднички член по член ги разредувавме и така да прописите во моментот што постојат се во интерес и функционални се и во интерес се на граѓаните, на институциите и на таксистите. Значи, кога веќе имаме прописи, постојат, значи закони, ги поттикнуваме институциите да излезат, да го решат проблемот во таксито, ја имаат нашата поддршка, да ни остават, да овозможат да функционира такси дејноста во градот. Значи, од пораничното искуство знаеме дека за 10 дена може тоа да се реши. Што ми кажеш или го пред 2 месеци кога се сретнавте? Во главном ништо, као наводно дека мислиме дека овој проблем ќе се реши као со формирање на комунална полиција или така нешто, беше тој стил. Али ние не знаеме кога ќе се формира и дали ќе ги има тие ингеренции, значи ние сакаме во моментот да не чекаме, таа комунална полиција можда ќе биде после 2, 3, 6 месеци, до тогаш не 5000, значи минимум се 5000 во зависност од дали е петок, сабота или има некој настан во Борис Трајковски, значи може да бидат и 6 и 7000.